Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски во Крушево порача дека партијата нуди реална програма и проекти, а СДС нуди празни ветувања и црна кампања и затоа ќе доживеат огромен дебакл на 19 октомври. Нивната црна кампања е нивната главна понуда на овие избори. Покрај овој Вистинскиов кој што допатува од Дубај, во кампањата ги вклучија и нивниот грамафон кој пишува текстови исклучиво во медиуми блиски до СДСМ, а кој ми порача дека ќе ме раситнал на делови и повика на линч. Што самото тоа покажува колку страв и омраза има кај овие луѓе. А од вчера го вклучи и поранешниот председател и главен трачар во друштвото Стево Пендаровски. Имаме општина која се дави во долгови, која не е искрена со нас, која за 8 години не успеа да ги реши нашите основни потреби, а од друга страна се трошат средства без резултат и развој. Јавното предпријатие Комуна достигна долг од 45 милиони денари, а вкупниот долг на општината милион евра, со капитални инвестиции од само 3 милиони евра за 8 години. СДСМ на митинг во Тетово порачаа на граѓаните дека е време да си го вратат својот дом. Председателот на партијата Венко Филипче ја осуди инертноста на владата на ВМРО ДПМН кон проблемите со кои секојдневно се соочуваат жителите. Сега е моментот повторно да се собереме заедно, да се исправиме и да создадеме позитивна енергија што ќе ја запре неправдата и ќе ја врати државата во рацете на народот. Почитувани присутни, си имаме работа со една влада која е далеко од народот. Влада која целосно изгуби компас за водење држава за само година и пол. ВМРО ДПМН и нивната коалиција забегаа во арогантноста, се изгибија во своите кабинети, додека семејствата бројат денови до следната плата и ги кратат основните трошоци. Дали треба македонските гласачи и понатака да ви веруваат на вашиот лажен патриотизам и да ве поддржуваат во распродажбата на македонските интереси во Тетово? До кога само за лични интереси на поединци ќе му се продавате на биделка сами и ќе му бидете верни поданици? Дали го поддржавте вашиот кандидат Касами и во ставот дека Тетово треба да биде главен град на голема Албанија? Дали вие бевте декор при пуштање на улици во Тетово само со албански знамења? Македонскиот народ не го заслужува тоа. Резултати наместо изговори во Газибаба. Порача носител на листа за советници во Советот на оваа скопска општина од коалицијата Искуство за успех Панче Салтиров. Се кандидирам во Советот на нашата општина да ги претвориме изговорите во решенија, да ги исчистиме депониите и ѓубриштата, да изградиме уредни паркови и игралишта со светло и безбедност, да обезбедиме повеќе паркинг и пристојни тротоари, да слушнеме што сакаат граѓаните и да работиме според тоа. Со мене и со нашата коалиција Искуство за успех нема да слушнете изговори, туку ќе гледате резултати. Носење одлуки и конструктивна работа. Ова го најави кандидатот за советник во општина Прилеп од Левица, Жарко Стевановски. Положивме свечено цвеќе пред могилата на непобедените и тука пред споменикот на Кузман Јосифовски Питу. Символиката на денов би требало да ја разбуди свеста на прилепчани за следните локални избори, да покажи дека е народ кој е спремен за револуција и на следните локални избори да избери советници кои вистински ќе се борат во Советот на општина Прилеп, преку критикување и објективни одлуки и конструктивни предлози. Центар ќе биде прва општина со зелен буџет, најави кандидатот на Знам за градоначалник на општината, Мирослав Лабудовиќ. Нашата цел е јасна. Центар ќе биде првата општина со зелен буџет. Секој што ќе врати шише или лименка, ќе добие зелени поени, што ќе може да ги искористи за купување, паркинг или превоз. Создаваме систем во кој одговорноста не само што се вреднува, туку се наградува. Паралелно, воведуваме нов модел на селекција на отпад, засилена редарска служба и видео надзор на критични локации.
И најважно, ја градиме свеста кај децата. Секое дете во центар ќе има задолжителни еко-часови за отпад, рециклирање и љубов кон природата. Кандидатот за градоначалник на општина Центар од редовите на СДСМ Горан Герасимовски ќе ги вакцинира бездомните куќиња и домашните миленици за побезбедни улици. Вакцинирањето и микрочипирањето на бездомните куќиња и домашните миленици е клучен чекор кон побезбедни улици и поздрава заедница. Вакцините ги штитат од бестило и други заразни болести, а чипирањето возможува брза идентификација и враќање на изгубените миленици. Со овие ефикасни мерки обезбедуваме хуман третман и систематски пристап во решавање на овој долгогодишен проблем. За Центар, што го сакаме. Инфраструктурни проекти и нови улици најави кандидатот за градоначалник од Влен Билал Касами за Тетово. Секојдневно се работи интензивно и на трансформација на Тетово. Денес сме овде за да ги погледнеме од блиску градежните активности за продолжување на булевардот ВС Бато, кој ќе се поврзе со патот кон Порој, овде кај бензинската пумпа во селото. Овој голем проект ги поврзува Порој и Джепшиште со автопатот, целосно трансформирајќи го овој регион. Таму каде што досега немаше ниту пешачки патеки, ние градиме булеварди со сите пропратни инфраструктурни проекти. Дека ќе има предвремени парламентарни избори е повеќе од јасно истакна Бујар Османи, кандидат на ДУИ за градоначалник на Чаир. Ова статус кво веќе не е одржливо. Всушност и не е статус кво. Тука е уназадување во сите стратешки правци на државата. И затоа веќе врз основа на тоа што е разговарано. Информациите кои што ги имаме е дека веќе има општ консензус дека мора да има предвремени избори некаде во март-април. Политиките на оваа влада покажуваат дека за Чаир се работи и се издвојува, порача кандидатот за градоначалник на коалицијата Влен Изет Меджити. Не се памти да владата на Република Македонија издвои 40 милиони евра за Универзитет на албански јазик, тоест за Универзитетот Мајка Тереза. Изградба на кампусот Мајка Тереза дава порака, силна порака дека Чаир се развива кон образование, економија и сите други сфери.